Секогаш кога ми фали некоја идеја за било какво јадење или секогаш сакам да направам некоја едноставна вечера, изборот ми паѓа на палачинки. Само морам да ви кажам дека сум мајстор за палачинки, ги правам на 3 тави и секогаш имам свежи палачинки за 5 минути. Ја правам целата смеса за палачинки, загревам 3 тави на различни, на среќа горење ми има опремено со неколку плотни и за 5 минути имаме цел куп палачинки. Денеска сакам да ви покажам една поразлична варијанта на палачинки кои може да ги направите дома, односно да бидат поинтересни за вашите деца. Јас ќе ви предложам една варијанта за полнење, а вие може да бидете креативни и да направите други верзии. Ќе направиме палачинки од спанак. Да, убаво ме слушнавте, ќе направиме палачинки од спанак, односно течноста за палачинки ќе биде во основа смути од спанак. Ова е една одлична варијанта да им протнете малку повеќе зеленчук на вашите деца. Знам дека спанакот знае да биде неомилен зеленчук кај децата, односно тешко проаѓа. Јас најчесто го комбинирам во чорби со ориз, знам да го направам како тава, но знам да го направам и на овој начин. Кога правите палачинки, кратко е времето на подготовка. Затоа спанакот ќе ги задржи сите своји убави состојки внатре, има многу железо, многу витамин Е, ќе го задржи внатре целиот тој убав дел од своите состојки и ќе може вашите деца да ги примат потребните минерали и витамини. Ја избрав денеска малку по-не здраво полнење, односно ќе го наполнам со мортадела, која нема дополнително масноти внатре во својата структура, тие ќе се разлеат, ќе ги збогатат палачинките, а вие бидете креативни и изберете можеби покреативни полнења доколку сакате здрав оброк за вашите деца. Имам еден блендер кој прави смути и тука имам отприлика 2-3 раце спанак, стар убаво измиен спанак. Не може да користите во овој случај спанак кој е направен, не знам, замрзнат или некоја таква варијанта, заради тоа што содржи многу вода внатре. Или доколку се одлучите за таа варијанта, тогаш искоригирајте количината на брашно која ќе употребите во палачинките. Знаете дека палачинките треба да бидат со густина малку поретка од она на јогурт, за да имате убава мазна палачинка. Јас ќе искористам дел од водата која ми е потребна за да ги направам палачинките и ќе направам смути од спанак. Палачинките дополнително ќе бидат зелени, што уште ќе ги направи позабавни за конзумирање. Го направивме смутито. Имаме прекрасна зелена смеса. Ја како изгледа. Ќе ја ставиме целата. Си помогнам со водата и имам половина шолја млеко за да ја соберам. Апсолутно ништо нема да фрлите од смутито со спанак, бидејќи се е и здраво и вкусно. Ќе ставам внатре едно јајце. Ќе го изматам. Правите смеса класична како за палачинки, со тоа што помагате со смутите од спанак да направите. Тоа е во принцип течниот дел од тестата за палачинки. Можете да сакате, доколку сакате да направите уште поздрава варијанта, да ставите кисела вода на место млеко. Апсолутно нема да биде погрешно, имам уште малце млеко ќе го додадам. И имам една шолја брашно. Сум ви го кажувала рецептот за палачинки мојот, малку брашно, малку вода. Исто важи и сега. Никогаш не научив да погодам палачинка. Ама сега мислам дека е моментот на вистината, погодив палачинка со густина од прва, без да додавам вода и брашно нон-стоп. И ќе загрееме секако лео тава за палачинки. Тавата ќе ја загрееме и имам малку путер. Палачинките ќе ги пржам на путер, односно имам путер на собна температура и со помош на мојата четкичка која е отпорна на топлина, ќе ја премачкам тавата. И секако ги имам сите овие нови интересни алатки на карес со кутлача.
Океј. Тавата треба секогаш да биде убаво загријана. Легендата вели дека првата палачинка може да ја погодите. Ќе видиме ние денеска дали ќе успееме во тоа. Многу ретко ми успева заради тоа што немам трпение. И заради тоа што не знам да ја направам, туку едноставно немам трпение да ја дочекам тавата баш убаво да се стопли за да ја ставам првата палачинка. Но легендата ќе видиме дали денеска ќе се исполни, односно дали ќе ја погодиме првата палачинка. Јас мислам дека ми е доволно топла тавата. Ставете од смесата. Иако мислам дека тавите на карес имаат посебна нека легура, односно тотално нелепливо дно, па дури ако ставите на ладна тава, нема да имате проблем да направите убава палачинка. И видете каква е оваа боја совршена, не сме користеле никаква боја, исто може да го направите и со помош на цвекло, само ставете малку смути од цвекло и направете црвени палачинки, моите денес се зелени. Цвеклото може би малку ќе ви го измени вкусот и нема да ги направи така неутрални како палачинките од спанек, но кога правите палачинки со цвекло, таква убава црвена јарка боја ќе добиете, наполнете ги со некакви сирења само внатре и ќе имате одлична комбинација на вкусови. И веројатно легендата се исполни денеска и првата палачинка не ја утнав. Ќе продолжам да ги печам сите палачинки, додека не направам куп, а потоа ќе направиме убаво полнење. Ќе ги ставиме убаво во вид на пита во калап за торти и ќе ги прелееме со убав сос. Ќе се печат кратко, од прилика 10 до 15 минути, додека не се состават сите вкусови внатре. Дали сте виделе поубава боја на било каква храна? Со втората. Баш. Дали се забавни? Не знам, дете што не би го конзумирало ова мноштво на бои и вкусови. Имав една пријателка на Facebook која баш кога ги гледа моите емисии, незината ќерка ја прашувала што мисли тоа Маја која вика вака може да им скриете на децата работи. Позната сум по тоа дека сум криела различни вкусови и храни на моите деца и сите совети кон пријателките биле како да протнат, не знам, карфиол, аспарагус или нешто што не се навикнати да го конзумираат. Така да палачинки, лазања и мислам дека оние благи во чашка работи, каде што моите деца може би измисирка би нашле на времето кога беа мали. Само буквално не прифаќав, ако нешто речат, ние ова не го јадеме. Знам дека тоа малце обсесивно и дека може би не е правилно, но сметав дека ако им ја понудам опцијата, затоа што знаете дека децата од старт никогаш викаат не го јадам тоа без да го пробаат и сметав дека треба да дадат шанса на сите јадења да ги пробаат пред да ги одбијат, така. И затоа сум позната по тоа дека сокривам најразлични работи. До ден денеска пилешката супа ја правам со банана, бидејќи Марио кога беше мал не јадеше банана, замислете. Така што пилешката супа до ден денеска јас ја згуснувам наместо со брашно пропржување со банана внатре. И тоа е еден интересен начин како да им сокриете храна која не ја јадат на вашите деца, иако во денешно време го има тој БЛВ метод, каде што малите деца уште од најрана возраст се запознаваат со сите вкусови, меѓутоа се запознаваат и преку тактилност, односно им се дава храната да си играат со незе, па потоа да ја испробуваат, каква е на вкус, каква е на текстура. Сум голем поборник на таквиот метод на хранење, односно да им се дава на децата сензитивен приказ на храната пред да ги натераме да конзумираат. Иако секогаш може да искористите мојата финта и да скриете храната што не сакаат да конзумираат, апсолутно и без грижа на совест, заради тоа што како родители сме должни да им дадеме убав почеток и здрава исхрана, се додека не бидат доволно свесни да го изберат тоа како прав начин на исхрана.
и ги направам сите палачинки. И последната е веќе при крај. Ќе испржиме, а за тоа време сакам да ви покажам како сакам да ги направам. Доколку сакате да ги сконзумирате само со само со било какво полнење, слободно можете, но јас сакам малку и да ги потпечам. Ќе уклучам рерната на отприлика 200 степени, бидејќи ми треба само околу 10 минути да постојат внатре палачинките. Имам еден калап за торта и ќе ги замотам палачинките со тоа што ќе употребам неколку типови на полнење. Секој од палачинките сакам да ја премачкам со крем сирење, да ставам по некое парченце моцарела и ќе ја наместам во вид на вртена пита. Така, потоа ќе ја исечам на триаголници и целото имам павлака за готвење, малку кашкавал, ќе ја потпечам, ќе дозволам павлаката да навлезе внатре и да имате баш по богат оброк. Само да се доврши и последната палачинка, ќе ја држиме на око. Имам обично крем сирење, бидејќи мислам дека одговара во целото полнење. Овие ќе бидат баш солени палачинки. Намачкајте ја на средина. Немој да претерувате со полнењето, заради тоа што рачунете дека кога ќе ја исечеме, ќе добиете од секоја од палачинките, ќе имате делчиња, па на сите страни ќе бидат наполнети. Ќе става мортадела. Ја избрав мортаделата бидејќи има масноти, тие дополнително од топлината на рерната ќе се разлеат и ќе имаме баш убаво искуство. Наренден овчи кашкавал. И по некое парченце моцарела. Имам свежо нане, спанаќот и нане ми се буквално комбинација како што граф не можам да конзумирам без нане, така и спанаќот мислам дека се е баш совршен вкус со нането. Замотајте убава ролна и ќе почнам да ги редам во вид на круг. Сега ова ми е топла и стандардно. Не знам дали го правите вие ова дома. Најладната е најдоле. Ќе ги наредиме по една по една. Мислам дека ваквиот начин ни нуди бескрајни можности да се направи. Значи можете да го смените полнењето, можете да ја смените типот на палачинката која ќе направите, можете да направите блага, направете само јаготки, искористете благ крем за готвење, ставете по некоја ванила внатре и направете различни креации од полнети палачинки кои ќе ги потпечете во рерна и ќе имате баш совршен оброк. А видете како ова изгледа. Значи ова прво изгледа феноменално. Пред некој ден пробував да тестирам рецепт на палачинки вафли, кои се обидов да ги направам на исти начин, односно обоени, не ми испадна. И потоа се мислев зошто е тоа така, зошто не ми испаднале вафлите во боја. После тоа сватив дека не сум ставила масло воопшто во тестото, така што знам дека на сите ни се случува да сгрешите. Не знам дали грешите вие, но мене ми се случува да сгрешам, и тоа многу ме нервира. Не знам, обично не сум нервозен лик, но секогаш кога нешто нема да ми успе, го сваќам како личен неуспех, иако апсолутно кога готвиме дома може да се случи некој рецепт да не ви успее. Но јас тоа го сваќам многу лично, па знам и бурно да изреагирам и најчесто знам да го повторам рецептот, дали се работело навечер за вечера, дали се работело за нешто што сум посветила многу подолго време. Знам да седнам и од нула да го направам, само за да си докажам дека знам да го направам како што треба. Нарендав повеќе кашкавал, заради тоа што сакам кашкавалот од озгора да го ставам врз пакетчињата и овие преубави зелени палачинки. И мислам дека ми останува место само за последната. Да, како сум ги испланирала денеска, значи, точно парченца, не беше намерна. Само да ви кажам дека случајно се
погодија сите парченца да се доволни за палачинките. И ставете последната. И еве мојата пита од палачинки. Во преостанатиот кашкавал ќе додадам малку павлака за готвење. Обична солена павлака за готвење. Ќе посолам. Ќе ставам црн бибер. Ќе го додадам преостанатото крем сирење, заради тоа што таа е нотата која ја имаме во полнењето. И убаво ќе направам еден сос. Ова е нашата пита од палачинки од спанак. Ќе ги исечам на триаголници, заради тоа што сакам целиот сос кој ќе го ставам од надвор да го впијат и да може како парче пита да си земете. Така полесно ќе навлезе сосот, нема да остане само од надвор. Ви треба остар нож за ова, бидејќи палачинките знаете дека се малку тегави како тесто. Ќе дзирне си што е убаво ставено, тоа беше знакот дека редната веќе има постигнато својата топлина. Сите состојки повторно денес се доставени од Пакет МК. Имате убава пилјара, каде што добивате рачно избрани продукти. И ставете го полнењето измеѓу. Знам дека дури е жално да ја уништите зелената боја од озгора, но покрај бојата треба да внимаваме и на вкусот, а ви ветувам дека сосот за потпекување ќе направи целата разлика на овие палачинки. Ќе се запечат и ќе имате баш едно совршено искуство и сензација во вкусот. 10 до 15 минути на температура од 180 до 200 степени. Готови се кога ќе видите дека целата горе количина е потпечена и има добиена убава златно-жолта боја. Следно што ќе ви покажам е уште еден начин како да сокриете храна која сакате или не сакате да конзумираат вашите деца во пакетчиња направени од тортилја. Следно што сакам да ви покажам, не можам да го наречам дека е ова рецепт, заради тоа што во суштина е само некоја форма на доручек, можеби или вечера. Јас често ја правам за децата и секогаш користам најразлични полнења. Сакам да ви го покажам начинот како може да го направите ова. Денеска ќе го наполнам само со домати, со малку спанак, пармезан и малку сушен босилек, а вие може да искористите најразлични полнења. Ги правам како варијанта за пица, ги правам, не знам, можеби како варијанта со некакви пршути внатре, може да го направите само со сирење. А начинот на кој се прави, јас само ќе ги замолам моите камермани да го фатат, имате една тортилја. И таа тортилја од центарот ќе исечете само еден, не знам, радиус и почнувате со редење. Ќе ставам на едната страна малку домати, тенко исечени. Ќе ги посолам за да бидат вкусни. Ќе ставам малку сушен босилек и превртете го по радиусот. На вториот слој ќе ставам малку пармезан. Тој ќе се растопи, ќе се залепи. Превртете го по радиусот. На крајот ќе ставам лист спанак, ќе му додадам малку пармезанче и многу малку путерче
заради тоа што тој ќе се разлее, ќе се стопи и затворете го. Имате мали чашки кои можете да ги наполните со што сакате. Едниот начин на кој можете да ги направите како што би направиле кесадилја. Односно, можете да ги ставите на сува тава и само да ги стоплите и да ги запечете. Другиот начин на кој можете да ги подготвите се во јајце. На прост начин како што правиме, нели, пржени лепчиња или било што со тоа што сега ќе имате пакетчиња изненадување. Сакав да ви го покажам и овој начин овој пат, бидејќи зборувавме, нели, за храна која можете да ја сокриете, односно да направите неочекувани додатоци во она што вашите деца или домашните го очекуваат. На овој начин можете, ако земете поголема тортилја, апсолутно да наполните со месо, со сланина, со сето она што ви се допаѓа како вкус. А единствено што треба да го совладате е начинот на кој се витка. Оваа ќе ја направам малце путер, затоа што му фали на спанакјот. И оваа тортилја има малку една чинија. Ќе изматам јајце. Мислам дека две ќе ми се потребни, ајде да пробаме прво со едно, за да не фрламе храна. Посолете го и оховајте ја тортилјата. Само притиснете ја во јајцето. Се почнува да се топат сите состојки кои ги имате внатре. Ќе ја испечам едната. Сакав да ви покажам дека можете апсолутно на сува тава, доколку не сакате да употребите јајце, да ја направите тортилјата и на сува тава. И само толку. Ќе ставиме малку од путерот, затоа што имаме јајце. Ќе му помогнам со капка масло, за да не ми изгори. И испржете го како што би направиле обично лепче. Ќе ги доправам и останатите, ќе ги проверам палачинките и се гледаме со се она што денеска го подготвивме. Моите два рецепти се готови. Ова се моите мали, ајде да ги наречам џепчиња, во кои може да ставите најразлични работи. Мислам дека ова го чекавме сите за да видиме како испадна. Значи, ајде да наречеме пита од палачинки од спанак. Мислам дека ја расековме, само да го лоцирам каде е расечениот дел. Изгледа феноменално и мириса божествено. Навистина. Се надевам дека може преку камерите да ја видите како изгледа целата креација која денес ја подготвив за вас. Ја се надевам дека ви се допадне и се надевам дека ќе имате можност да ја подготвите дома, па да ни пратите и по некоја слика, можеби доколку го направите. Пробајте и палачинки со цвекло, направете убави шарени изненадувања за вашите најмили и останете ми секогаш креативни, во добро здравје. Да се гледаме уште долго и да правиме убави рецепти, да поминуваме убави мигови заедно. Се гледаме веќе во следната епизода.